Објавен конкурсот за упис во средните училишта за учебната 2025-2026 година. Цените во Германија пониски од Македонија. Работниците во Словенија и понатаму заработуваат 64% повеќе, отколку во Хрватска. Русија и САД направија чекор кон нормализација на меѓусебните односи. Замрзнатото овошје и зеленчук може да биде понутритивно од свежото. Ретка монета вредна 6000 евра, дали ја имате? Министерството за образование и наука го објави конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2025-2026 година. Електронското пријавување ќе се врши преку порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука, достапен на нивниот веб портал. Првиот рок за пријавување е од полноќ на 14 јуни до 17 јуни на полноќ. Во Гостивар, според конкурсот, во 4 средни училишта се предвидени 1099 места за полуматурантите, што е за 150 помалку во однос на претходната година. За повеќе информации и детали за конкурсот, заинтересираните можат да се обратат до Министерството за образование и наука или до локалните средни училишта. Според најновите податоци на германскиот завод за статистика Дестатис, цените во Германија се пониски од оние во Македонија, а земјата е меѓу најевтините во Европа со ценовно ниво од 49% на германските. Овој податок потврдува дека за одредени производи и услуги, граѓаните на Германија плаќаат помалку отколку оние во Македонија. Поради различните економски услови, Германија е поевтина од Македонија во поглед на некои основни прехранбени производи. Например, цената на литар тетрапак млеко со масленост од 1,5% во Германија е само 0,99 евра, додека во Македонија цената на истото млеко е значително повисока. Слична ситуација се појавува и со маслиновото масло, каде што цените во Германија се пониски. И покрај овие разлики во цените, важно е да се напомене дека просечните плати во Германија се значително повисоки, што им овозможува на германските граѓани да имаат поголема куповна моќ во споредба со оние во Македонија. Тоа значи дека, иако одредени производи во Германија се поевтини, животниот стандард во Македонија може да биде понизок во споредба со земјите со повисоки плати. За сега, оваа разлика во цените и плати останува важен фактор во економските анализи на двете земји, и иако Германија е поевтина во некои аспекти, па високите плати ја прават земјата подостапна за своите граѓани во однос на Македонија. Според најновите податоци на Евростат, просечниот трошок за работна сила на час во Европската унија во минатата година изнесувал 33,5 евра. Во оваа статистика Словенија и Хрватска покажуваат значителни разлики. Во Словенија, просечната саатница изнесувала 27,1 евро, што е за 64% повеќе од просекот во Хрватска, каде што саатницата изнесувала 16,5 евро. Оваа разлика ја поставува Словенија пред Хрватска во однос на трошоците за работна сила, но и во контекст на економскиот развој и стандардот на живење. За споредба, други земји како Австрија и Германија имаат повисоки просечни саатници, со 44,5 евра и 43,4 евра соодветно. Овие бројки ја нагласуваат економската разлика меѓу земјите во регионот и нивниот придонес во европскиот економски контекст. Кинескиот министер за надворешни работи, Ванг Ји, изрази оптимизам поради напорите на Русија и САД за нормализација на нивните меѓусебни односи. Според него, овие чекори представуваат позитивен напредок за стабилизација на глобалната политичка ситуација. Ванг Ји нагласи дека денешниот свет се соочува со нестабилност, поради што е неопходно големите сили да преземат одговорност и да бидат фактори на стабилност. Во врска со конфликтот во Украина, Ванг Ји истакна дека, иако ситуацијата е тешка, постојат напори за негово политичко решавање. Според кинескиот министер, двата телефонски разговори помеѓу председателите Владимир Путин и Доналд Трамп, како и континуираните преговори помеѓу тимовите на двете земји, се позитивни знаци за можно политичко решение. Тој посочи дека мирот не се постигнува лесно, но напорите за постигнување на политичка стабилност мора да бидат континуирани. Ванг Ји додаде дека светските сили треба да работат заедно, бидејќи само така може да се обезбеди долгорочна безбедност и соработка во глобалните прашања. Посетата на Ванг Ји во Русија, која се одржува од 31 март до 2 април, има за цел да ја зајакне соработката меѓу двете земји и да се разгледаат различни теми од меѓународната дипломатија. Вистина е дека замрзнатото овошје и зеленчук често се сметаат за помалку здрави, но истражувањата покажуваат дека можат да бидат исто толку, ако не и понутритивни од свежите.
Истражување во кое се споредувала нутритивната вредност на свежа и замрзната пченка, морков, брокула, спанаќ, грашок, зелена боранија, јагоди и боровинки, открило дека нивото на витамини во замрзнатите варијанти е споредливо, па дури и повисоко отколку во свежите. Вистина е дека јавната перцепција е дека замрзнатата храна е помалку хранлива затоа што е повеќе обработена, но нутриционистите истакнуваат дека тоа не е точно. Свежите производи најчесто се берат пред целосна зрелост за да не скапат додека стигнат до продавниците, додека замрзнатите се берат во оптимален момент, брзо се замрзнуваат и ги зачувуваат хранливите материи. Вистина е дека замрзнувањето помага во зачувување на хранливите состојки, бидејќи го запира процесот на расипување. Дополнително, замрзнатите овошје и зеленчуци се достапни преку целата година, имаат подолг рок на траење и се економски поприфатливи. Вистина е дека свежото овошје и зеленчук имаат одредени предности, особено кога се набавени од локални пазари, каде што се берат при целосна зрелост и имаат минимално време на транспорт. Сепак, ако свежите производи стојат подолго во фрижидер, тие постепено губат хранливи материи, што понекогаш ги прави помалку хранливи од замрзнатите алтернативи. Вистина е дека замрзнатите производи можат да бидат одличен избор за луѓето кои немаат редовен пристап до свежи намирници или сакаат да ги намалат трошоците. Тие можат да се користат во најразлични јадења, од супи и чорби до смутиња и салати, без значителна загуба на нутритивната вредност. Вистина е дека нема правилен избор меѓу свежо и замрзнато, и двете опции се здрави. Најважно е редовно да се консумира овошје и зеленчук, без разлика на формата во која се внесуваат. Една ретка монета од 2 евра може да вреди дури 6000 евра на пазарот за колекционерски предмети. Оваа монета е издадена во ограничен број и содржи уникатни детали што ја прават исклучително барана. Се работи за специјални изданија од некои европски земји, како што се Монако, Ватикан и Сан Марино. Овие монети често се произведуваат во мали количини и се наменети за нумизматичари, што дополнително ја зголемува нивната вредност. Експертите советуваат секој што има ретки монети да ги провери деталите, како година на издавање, символи и грешки во печатот. Дури и ситна разлика во дизајнот може да значи огромна разлика во цената. Доколку поседувате ваква монета, најдобро е да ја процени експерт или да ја понудите на специјализирани аукции. Колекционерите се подготвени да платат илјадници евра за уникатни примероци. Објавен конкурсот за упис во средните училишта за учебната 2025-2026 година. Цените во Германија пониски од Македонија. Работниците во Словенија и понатаму заработуваат 64% повеќе, отколку во Хрватска. Русија и САД направија чекор кон нормализација на меѓусебните односи. Замрзнатото овошје и зеленчук може да биде понутритивно од свежото. Ретка монета вредна 6000 евра, дали ја имате?